Почитувани гледачи, добар ден, 17:10, време за ново издание на емисијата Ваш термин. Знаете, секогаш тука сме за да доставиме корисни информации кога станува збор за проблемите со вашето здравје, така ќе биде и денес, меѓутоа денес ќе се осврнеме од еден научен аспект, значи инаку изминатата недела на 22 мај Македонското научно здружение за аутизам славеше еден јубилеј, 20 години. И со мене денеска онлайн го имам веќе професор доктор Владимир Трајковски, кој што е председател на ова здружение и воедно тој долги години практично во склоп на здружението помага на децата кои што се со аутистичен спектар. Меѓутоа за сите овие работи кои што треба да ги појасниме и да ги доставиме до вас во разговорот кој што следи еве во продолжение. Веднаш ќе го поздравам доктор Владимир. Доктор Владимир, ви благодарам што еве сте дел од ваш термин и што денеска ќе кажеме збор два и за одбележувањето на јубилеот, а и за состојбата на аутизмот кај нас. Добар ден и од мене до вас, до сите на студиото и до вашите ценети гледачи на телевизија Сонце. И мене ми причинува особена чест што ете ме поканевте денес да бидам ваш гостин во ваш термин после долго време. Можеби 4-5 години, да, 5 години. Точно е тоа, пред 10 дена беше нашиот скромен јубилеј, 20 години. Не е ни голем период, ниту мал, за да се одбележи една епоха на наука, на едукација, на образование во рамките на аутизмологијата во Република Македонија. Така, како требаше да го одбележите, како планиравте, меѓутоа знаеме поради состојбата со COVID-19 и за жал се уште трае и денеска можеме да кажеме дека имаме еден малку поголема бројка, една поголема бројка на новодиагностицирани. Како планиравте, а како го одбележавте? Да, состојбата за жал е алармантна за сите во Македонија и токму поради тоа, иако ние подготвувавме скоро година и пол заедно со нашите партнери од Холандија, тоа е Ријатач интернационалната фондација, планиравме една голема конференција која што требаше да се одржи на 29 и 30 мај во еден скопски хотел и на неа требаше да учествуваат преку 150 гости, од кои што повеќе од 50% сигурно беа пријавени од странските држави, тоа не само од европски држави, туку и од Соединетите американски држави. Имавме од Индија гости најавено, од Индонезија и речиси од сите земји на Европска унија, а за балканските земји да не говорам, скоро од сите најмалку по еден представник. Но, ете, за жал, пандемијата која што веќе зафаќа повеќе од 6 милиони инфицирани, заболени лица со коронавирусот, не спречи во тие намери и ние моравме во текот на месец мај да преминеме на една интернет кампања, каде што го запознавме нашето население во Македонија со сите наши главни цели и задачи, со сите постигнувања во последните 20 години во смисол на објавени стручни научни трудови во списанија со фактор на влијание, учествува наши на конференции, конгреси, потоа проекти кои што ги имаме 15 на проекти и можеби и нешто повеќе, но 15 е оној број кој што се евидентирани и во кој што сме имале некакви договори. За жал главно тоа биле со европски партнери. Многу малку сме добивале проекти од македонски финансиери, или од државата, да кажем. Така што во тој месец, мај, можеби еве малку и од јуни ќе опфатиме, бидејќи исто така можеби подоцна ќе ме прашате во врска со што планирате, да. Вебинарите, но тоа подоцна би го напоменам. Еве веќе и течат оние фотографии кои што се во однос на на здружението, па би ве прашала бидејќи веќе 20 години во едно од вашите интервјуа следејќи ги низ медиумите велите дека се собравте пред 20 години група ентузијасти, професори и еминентни имиња и решивте да го
оформите ова здружение. Што успеавте да направите за овие 20 години во однос на подигнувањето на свеста за состојбата на лицата, односно децата кои што имаат аутистичен спектар? Да, токму така, на 22 мај 2000 година, ентузијасти, кој помлад, кој повозрасен, во тоа време јас се уште бев асистент, но останатите четворица беа професори и 5 основачи. Так. Да ги напоменам, би било убаво изгодно, бидејќи вие сте првиот ТВ медиум кој што го озваничува овој наш јубилеј. Професорот Љупчо Едински, професорот Мирко Спировски, професорката Кристин Василевска и професорот Копачев и јас се разбира, го формиравме Македонското научно здружение за аутизам и сметаме, да не бидам нескромно сватен, дека направивме доста како здружение во однос на подигнување на јавната свест, во однос на запознавање на граѓанството во Македонија со сите проблеми што ги носи аутистичниот спектар на нарушувања, како можеби еден од најгорливите проблеми и не само национален, не само регионален, туку и глобален проблем. Исто така и тој има епидемиски размери, заради тоа што веќе во САД, во Америка се реферираат на значи едно дете на 56 новородени деца во првите 3 години од животот развива некаква форма на аутистичен спектар на нарушување. И во сите овие изминати 20 години, не само тоа, ние сме одржале серија на, можеби вашите гледачи ќе погледнат во видеото или во сликите, серија на работилници, на семинари, на конференции, и тоа не само национални, туку повеќето интернационални, со еминентни имиња на европската аутизмологија, а и на светската, каде што доаѓале, држале предавања за аутизмот и така го подигнувале знаењето на специјалните едукатори, рехабилитатори, на логопедите, на докторите по медицина, на психолозите и останатите стручни профили кои што се занимаваат со оваа проблематика. Сметам дека во тој растеж успеавме да дадеме еден белег како во македонското образование, специјално образование на лицата со аутистичен спектар, така и во значи и пошироко со сите тие вмрежувања што успеавме да ги направиме, значи да бидеме дел од Аутизам Европа уште во 2001, веднаш после формирањето исто дел од ЕАСПД, тоа е Европската асоциација на сервисни служби за лица со попреченост, малку поопшта организација на глобал аутизам, така на ред асоциации. Исто така успеавме доста да објавиме многу трудови, од кои што за аутизам едно 60 трудови имаме објавено, од кои што некаде 7-8 фактор на влијание, и тие трудови се цитирани, и тоа од еминентни американски, англиски и останати авторитети во полето на аутизмот, така што тука можам да кажам дека се носиме рамо до рамо со научниците од светот во однос на публицирање на она што сме го сработиле и во однос на учество на конгреси, конференции со меѓународно учество. Так, како што кажав, 20 години за ова големо, нели, време, за овој голем временски период, многу, нели, труд, многу, како да кажам, и подеми и падови, меѓутоа не се откажавте, буквално, нели, се што требаше во однос на тоа да се подобри состојбата на аутизмот кај нас, се со цел, нели, да се наруши стигмата и кај родителите и воопшто кај граѓаните. Колку тука институциите кои што се одговорни да ви излезат во пресрет имаат слух за сето ова што вие го работите? Ви благодарам за прашање. Ова е некако најмачно ми ова кога морам да го одговорам, бидејќи без да бидам сватен критизерски, но најмалку добивме поддршка од тие што најмногу требаше да не поддржат.
Јас во март месец пред да биде објавена пандемијата бев поканет за визитинг професор во Словенија да предам 2 предмети за аутизам на Алма Матер Европеа универзитетот во Марибор и во Љубљана во Љубљана беа предавањата, инаку централата е во Марибор и морам да кажам дека таму многу повеќе, иако бевме до пред 30 години членки на една заедничка држава, но тие се отидени многу понапред нивната држава во однос на давање на поддршка на професионалците и на родителите на децата со аутистичен спектар на нарушување. Речиси, можам само да кажам пофални зборови, можеби тоа била некоја почетничка среќа моја, тогаш кога го работев докторатот во периодот 1999 до 2002 година, да добијам 2 проекти од Министерството за финансии, некоја минимална финансиска поддршка, тоа е во однос на државата и потоа како институт за дефектологија, уште 2 проекти, но тоа не идеше преку Сдруженијето, во кој што ги преку Министерството за образование и наука. И тоа беше се до 2002, значи потоа буквално бевме оставени на маргините на нашето општество во смисол на давање на финансиска поддршка. Долги години бевме принудени да волонтираме и покрај тоа што имаме среќа ние да сите ние значи не земаме плата од Сдруженијето, туку главно волонтерски ги одвиваме своите активности и доколку имаме проекти, а во последниве години 5 имаме среќа да имаме проекти, па да добиеме некој хонорар од тие, за да ни се валоризира трудот кој што го вложуваме, а го вложуваме голем број на часови во текот на денот, неделата или месецот, така што не би можел да искажам пофални зборови за сите наши влади, не само за актуелната, туку и за сите во изминатите 20 години, колку што ние постоиме во македонското образование, во македонското здравство и во македонската наука. Доктор Владимир, долго време сте во, како да кажам, вклучени во процесот и во проблемот воопшто, како да кажам, за аутизмот, застапен или кај нас, впрочем и кај децата. Како што кажавте и самиот, волонтирате нели своеволно, исто така се сретнувате со родителите на децата кои што имаат ваков проблем и бесплатно ги нудите своите нели услуги во неколку центри. Кажете ми каква е состојбата на аутизам кај нас, кај децата последниве години? Можеме ли да кажеме дека има пораст од кога вие сте се соочиле и сте се сретнале воопшто со овој проблем? Каква е состојбата, да ни кажете малку повеќе за тоа? Па добро, има некои подобрувања, но тие се многу бавни. Така. Бавно се движат работите во Македонија, затоа што авторитетите и оние кои што ги градат политиките немаат некако слух за овој проблем и преокупирани се секогаш се преокупирани или со избори, или еве сега со пандемија, или со вонредни избори и така натаму, значи сами со себе се занимаваат. Многу малку за граѓаните имаат интерес и едноставно ние како научно здружение, како професионалци, како што наведов, некои од работите, имаме и многу работи с други кои што би ги напоменал, можеби во подоцнежниот разговор, навистина несебично се даваме себе и како што реков тебе сега и да не правам реклама, во 2 центри, еден во Скопје, еден во Велес, јас бесплатно давам консултативно-диагностички совети, вршам прегледи, предходно пред да почнам во тие приватни центри работев во мојот кабинет, доаѓа па така, по час и половина сум трошел, нема да кажам губел, сум трошел за да помогнам колку што можам на родителите, бидејќи навистина ме интересира оваа проблематика и деноноќно барем по неколку часа во текот на денот или читам трудови, или пишувам, или работам за Сдруженијето, одредени активности, така што
вака да кажам генерално има мали подобрувања ако правиме компарација дека јас во 99-та година добив список само на 20 деца и родители кои што го имаат проблемот, напишем на рака. Сега сето тоа ние во Сдруженијето имаме регистар со околу 230 заведени лица, со адреси, со контакт броеви, телефони, имаме одлична комуникација со родителите и помагаме колку што можеме. Исто така нив ги каниме во наши проекти каде што можат да земат учество, ги каниме на разни бесплатни предавања, значи не го наплаќаме, не наплаќаме партиципација за нивното учество, иако знаете дека на Запад сите тие конференции и семинари чинат доста и често пати тоа некогаш и се прави и бизнис од тоа, наплаќајќи на родителите влезница или партиципација за да слушнат едно врвно предавање, например, од професор Мануел Казанова или од професор доктор Мохамед Газиудин од Ен Арбор универзитетот во САД, или од професор Майкл Фицджералд од Тринити Коледж универзитет во Даблин во Ирска и така натаму. Значи, ете, во однос на тоа има големи поместувања. Во однос на медиумите во последните 10 години исто така би кажал дека има доста подобрување во ситуацијата. Доста од медиумите се заинтересирани ете вака јавно да се говори за проблем, канејќи членови на Македонското научно дружение во нивните емисии или да дадат интервју во пишаните медиуми. На порталите исто така често се одбележува меѓународниот ден на аутистичниот спектар и така натаму. Кажавте дека имате регистар со броеви и децата кои што имаат ваков проблем. Вие сами го изработивте регистарот? Да, тоа е нашиот интерен регистар на Македонското научно здружение за аутизам и морам да кажам овде дека тој не е национален и нема законска важност. Значи тој е за наша интерна употреба. Ние од почнавме да праќаме писма до Министерството за здравство, кое што е надлежно за тој регистар. Воопшто нема никаков интерес во првите 10 години, а потоа во овие втори 10 години као ќе биде, ќе го направиме, почекајте малку и еве го, во последните 5-6 години само се прави, ама јас не сум чул дека е направен. Иако тоа според мене мора да оди законски, бидејќи сериозните држави имаат национален регистар за аутистичен спектар на нарушување и така, кога имате регистар, вие може да ги планирате и едукацијата, образованието, програмите, плановите, курикулумите, колку да се вработат специјални едукатори, рехабилитатори во предучилишните установи, колку во редовните основни училишта, колку во посебните, колку во средните училишта, исто така може да го планирате здравствениот систем. Но ете, кај нас, како што одат многу работи, еве денеска навистина, како што кажавте, во овој разочувачки бројки во однос на COVID-19 и веќе како да сме во втор пик или како да првиот пик воопшто и не ни спласнал кај нас. Иако сите околни земји го веќе се прикрај со Словенија, Хрватска имаат скоро секој ден по 0, Црна Гора има долго време 0 регистрирани, така што навистина како да многу паушално се разбираат работите и имаше пред 2-3 месеци излезе рангирањето и тоа не е случајно дека македонското здравство се наоѓа некаде под 90-то место. Сега со овој број на морталитетот можеби веќе имаме околу 140 на сите заразени, еден огромен морталитет за Македонија, би рекол. Значи, навистина не се вложува доволно средства во здравството и во науката и еве тоа се враќа во бумеранг. Незадоволни родители на деца со аутистичен спектар, кои што се потиштени, кои што се на маргините на општеството и еве тука исто така имате сега незадоволни луѓе кои што и сите тие 130 почињати имаат голем број на семејство и веќе се развива едно големо незадоволство и може повторно и да се врати карантинот, според мене
но ајде да не одиме се, бидејќи не сум инфектолог, да не завлегувам во тие води. Так. Ајде да кажеме во овој нареден дел нешто повеќе и за аутизмот како состојба. Што е аутизмот? Каква состојба е? Во едно ваше интервју посочувате дека може да се добие единствено до третата година. После третата година од развојот на детето не може веќе да се развие аутизам. Дали веќе аутизмот со самиот фетус, додека мајката го носи во својата утроба, веќе има некои генетски предиспозиции или нешто што подоцна се манифестира како аутизам или некој аутистичен спектар на нарушување кај децата? Така, да. Новата дефиниција е аутистичен спектар на нарушување, каде што класичниот Канеров аутизам спаѓа во таа група и тоа представува невроразвојно нарушување. Ова често пати сум го одговарал, но ајде да предпоставиме дека има некои родители кои што може би да дете кој што развива баш во овие месеци развива клиничка слика на аутистичен спектар на нарушување, значи тоа е невроразвојна состојба, едно тешко и первазивно нарушување, кое што се јавува до третата година од животот. Во најголем процент од случаите навистина започнува уште инутеро, иако не може нормално да се манифестира, бидејќи тоа е бихевиорално нарушување и најчесто нема никакви стигмати, нема во 90%, 85 до 90%, тоа се дури убави деца на изглед без никакви малформации на главата, на черепот, на лицето. Само во 10 до 15% одат како секундарна форма, како синдромски аутистичен спектар. И во тие ситуации за сега уште не постои пренатална диагноза, но постојат во помал процент постојат и регресивни форми каде што детето може нормално да се развива, па потоа, значи во тие први 3 години заради некакви инсулти, заради некакви средински влијанија да ја добие таа регресија и да, како што велиме ние, да влезе во тој аутизам. Инаку генетската предиспозиција е предоминантна, коефициентот на наследност изнесува некаде над 90% и тоа е туку најнаследното невропсихијатриско нарушување, значи со најголема коефициент на наследност, со најголема генетска компонента која што учествува. Не е 100% наследно, значи оставаме десетина проценти на срединските влијанија, значи начинот на пренесување, сега да не одам многу во генетски детали, е полигенски, тоа значи дека одговорни се повеќе гени кои што се мутирани и во една лоша интеракција со средински фактори можат да доведат до појавност на овој спектар на нарушување. Кои се тие некои специфични симптоми кои што можат да покажат на родителите дека детето има некои вакви нарушувања во однос на аутистичниот спектар? Што треба нешто да се препознае кај однесувањето кај детето за да родителите навреме реагираат, нели, и за да се консултираат со лицата кои што се одговорни за ова, за да утврдат точно дали станува збор за тоа? Така, па има доста симптоми кои што родители кои што не се медицински образувани или дефектолошки, да кажам, може и да не ги препознаат, затоа што тоа не се некои многу видливи знаци. Понекогаш дури и докторите по медицина не можат да направат рана детекција, затоа што се работи за навистина еден широк спектар на нарушувања и диагностички навистина аутизмот е голем проблем. Например, детето кое што е доенче во првите месеци од животот, обично или е премногу мирно, или премногу е надразливо, плаче, нервозно е, анксиозно е. Потоа, при крајот на првата година од животот, обично не се врти на не го прати контактот очи со очи, кога родителите или блиските ќе го довикаат неговото име,
тој не се врти, не се одзива на повикот, значи го нема тој контакт очи со очи. Доцна често пати голем процент од нив доцна прозборуваат, значи ги немаат тие први зборови некаде околу крајот на првата година, мама, тато, баба, дедо и така натаму. Така што на вистина некој можеби тоа го припишуваат, ајде машко е, бидејќи машките многу почесто се засегнати 4:1 на нивна штета во однос на девојчињата, и има во наши некои средини тоа го толкуваат како ајде машко е подоцна, но тоа е само губење време. Тоа е само губење време. Мораат родителите да веднаш да побараат помош од медицинско лице, да се диагностицира, понатаму ефектолог, логопед и така натаму, значи цел тим психолог, тим кој што може да помогне. Значи тоа се основните знаци. Главно немаме биомаркер со кој што можеме ние да детектираме, да извадиме крв или да земеме ликвор, цереброспинална течност со пункција и да кажеме ова сега се работи, или да направиме магнетна резонанца. Најчесто при магнетна резонанца во огромен процент не се наоѓа ништо. Значи не се работи за големи патоанатомски дефекти во мозокот, туку тоа се микроцелуларни нарушувања кои што со многу пософистицирани техники како што е позитрон емисионата томографија, па се наоѓаат или спект техниката, се наоѓаат одредени нарушувања на клеточно ниво во одредени подрачја на мозокот. Значи мора да има нарушување. Најчесто родителите кои ќе дојдат кај мене на преглед кажуваат еве детето нема ништо на компјутеризирана томографија. Компјутеризирана томографија на мозокот е веќе застарена метода, таа беше актуелна пред 30 години. Сега веќе и повеќе, така што сега дури на магнетна нуклеарна резонанца, ако нема некој потежок синдром, како што е туберозната склероза, како што е неврофиброматозата, најчесто не се наоѓаат некои големи промени на мозокот. Третманот како оди, немаме уште многу време, би сакала уште 2-3 прашања да одговориме. Како оди третманот и дали е потребно многу време или се зависи од тоа колку каков е аутистичниот спектар нарушување, односно кој степен е? Па третманот е мултикомплексен и мултидимензионален и мора да секако дека зависи од степенот на тежината, дали е лесна, средна или тешка форма. И тој е долгогодишен третман, би рекол, децениски понекогаш, и предвидувањата не се секогаш едноставни и не можеме со сигурност да кажеме што ќе биде по 10 или по 20 години. Значи имам случаи кои што се комплетно непредвидливи, например во САД за едно лице кое што сега е возрастно, кажано е дека има тешка интелектуална попреченост, дека ништо не видува од него, а сепак тој, например, има некои савантни вештини на пресметување, например, на броеви со 30 децимали, како дигитон, како компјутер. Но тие случаи се многу ретки, морам и тоа да го кажам, да не бидат заведени вашите гледачи. Тоа се многу поретки случаи каде имаме со такви савантни способности. Во третманот треба да учествуваат детски психијатар, да учествува педијатар, да учествува специјален едукатор и рехабилитатор, окупационен терапевт, психолог, се разбира, понекогаш и социјален работник, дури диететичар кај одредени деца кои што се пречувствителни на казеин, глутен, алфа-лакталбумин, глобулин и други, лактоза и други состојки од храната, значи една широка лепеза, и родителите мора да бидат крајно трпеливи во третманот и да не очекуваат преку ноќ подобрување на ситуацијата. Дури кај еден ковид можете кај 80% од случаите за 2 до 3 недели да видите подобрување. А овде кај отиднот се потребни години и затоа мора да бидат трпеливи. Биомедицински, да го надополнам, оној кој што јас го спроведувам, исто така е
мощно значен и кај оние најтешките секогаш треба и медикаментозна терапија, давање на по-тешки лекови, да кажам, оние антипсихотици и така натаму, анксиолитици. И тоа е вака глобално, бидејќи сме при крај. Так, да ве прашам, родителите кажавте треба да имаат многу големо трпение, претпоставам многу финанси, бидејќи нели напоменавте што се треба да биде вклучено во процесот на третманот. Кои се најголемите проблеми на родителите, бидејќи вие имате комуникација со родители на деца со аутистичен спектар? Што велат тие? Што им е најтешко во овој процес? Им треба ли некоја помош? Треба ли нешто да им се помогне на тие родители? Нели, да се справат со сето тоа? Често пати тие се недозоволни од системот, огорчени, затоа што не го добиваат тоа што го добиваат родителите на Запад, например. Не добиваат континуирана здравствена заштита. Многу од овие терапевски средства не се на позитивната листа на Фондот за здравствено осигурување на Македонија. Во училиштата понекогаш не добиваат адекватна едукација и рехабилитација, затоа што морам да признам, ние Институтот за специјална едукација, иако ги запознаваме нашите помлади студенти со аутистичниот спектар, дури на постдипломските, јас го воведов 2004 предметот аутизам, но сепак ние се уште немаме специјализација за ова. И нашите студенти кои ќе завршат, тие се општи специјални едукатори и рехабилитатори, по старо дефектолози. Не се специјалисти за аутизам, значи се жалат на тоа што родителите што нема, например, доволно стручни професионалци кои се занимаваат само со аутистичниот спектар и кои што имаат, да речеме, специјализација од оваа област, каде што се едуцирани со посебни техники и методи за да помогнат на нивните деца. И ред се жалат исто така во градинки, например, порано особено, сега не сум чул во последните 2-3 години, но порано, до пред 3 години, често пати директорите не им ги примаат децата, као па ние немаме професионалци, немаме негователи кои што би можеле да работат со вашето дете е агресивно, земете си го дома, и така најчесто еден од родителите е жртва за своето дете, без вработување, без материјални приходи, а другиот родител пак мора да работи по 12 часа на ден за да работи за двајца и за да донесе некои приходи дома, бидејќи често, како што кажав, мора да одат некојаш одат и на испитување во странство, одат купуваат некои биомедицински третмани исто така во странство, тука плаќаат често пати дефектолог со собствени средства во приватните центри и така натаму, бидејќи не се задоволни од државните, некојаш таму има се чека, или не се задоволни од она што им ги пружаат државните центри, така што принудени се, а во приватните центри понекогаш за нашите минимални плати тоа се навистина и високи суми, иако за Запад тие суми што ги наплаќаат центрите се смешни, но за родители кои што имаат само еден вработен во семејството, со некои prosечни плати, навистина тоа може би да представува и економски терет. Така да и во Америка огромен аутизмот, дури во Америка представува огромен економски товар на општеството, а да не зборуваме. Да не за кај нас, така. Веќе тука сме на крајот, би ве прашала само, знам дека во јуни имате веќе многу работи планирано, нели, преку видео линкови. Заради состојбата, на што во иднина најмногу ќе се фокусирате во однос на оваа состојба? Што сакате да подобрите? Што ви е нешто што најмногу ве загрижува? Па еве, преку овие емисии се надеваме дека сте повеќе и повеќе ќе достигне нашиот глас до релевантните фактори, дека тие конечно ќе сватат дека треба да вложат малку повеќе пари во овој сектор, да науката ние веќе тераме. Во јуни имаме уште 5 вебинари преку Zoom програмот да направиме за едукација на родители, специјални едукатори, рехабилитатори, психолози. Во четвртоците ги правиме, потоа имам јас 2 конференции меѓународни каде што исто така преку видеоврска ќе се обратам на голем
голем број од странство, значи професионалци од странство и родители на англиски се разбира, а до крајот на годината исто така имаме во рамките на два проекти, имаме средби, ако овој пик продолжи, тогаш нема да можеме да ги реализираме и тие, иако во некаде крајот на ноември-декември треба да во рамките на тој проект што ни е аутизам за индивидуално насочено планирање, кој што го работиме заедно со колеги од Италија, Бугарија, Грција, Кипар, Романија, треба ние да сме домаќини и да направиме една манифестација за околу 100 до 150 луѓе. Ако тоа не се случи, ќе мора повторно да одиме преку видеоконференцијски врски, така што ние ќе останеме на линијата на науката, на објавуваме, да правиме проекти, стручно да го анализираме проблемот, да помагаме на родителите, а другото ќе зависи од државата и да се надеваме дека во моментот кога ќе спласне пандемијата, кога ќе се одржат нормални избори, дека ќе дојде некоја власт која што и ресорни министри кои што ќе имаат поголем сенс за ова и ќе вложуваат повеќе материјални средства и ќе бидат задоволни родителите и ние како истражувачи. Така, да се надеваме дека ќе биде така не само за овој проблем, туку впрочем и за сите други проблеми кои што ги засегаат граѓаните. Ви благодарам многу за денес. Остануваме нели во комуникација, па за се што треба тука сме како телевизија и како емисија да презентираме она што треба нели до нашите гледачи. Ви благодарам уште еднаш. И ја ви благодарам за поканата и имајте пријатна вечер и вие и вашите гледачи. Почитувани гледачи, тука е крајот на денешното издание на Ваш термин. Ви благодариме за вниманието. Ние повторно се гледаме за 7 дена во исто време.